Почитувани, добар ден. Време е да ја започнеме црвена линија. А денеска во истата започнуваме, се разбира и веднаш со темата. Дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? Тоа е главната и основна тема во ова денешно издание на Црвена линија, и покрај тоа што Македонија се гордее со своите езера, планини и национални паркови, реалноста покажува дека грижата за овие богатства заостанува зад големите зборови. Се поприсутни се нелегални градби, несанкционирана сеча, загадување и најмногу отсуство на визија за одржливо менаџирање. Политичките ветувања, тендерите и процесите се одоговлекуваат додека природата и сите ние со неа губиме. Охридско езеро, символот на природното наследство, сега останува на листата на УНЕСКО, но со јасна препорака за итна рехабилитација преку акцијски план во наредните 6 месеци. Преспанското езеро е во криза што го соголува дното и драматично ја губи својата вода. До Иранското езеро бие битка за минимум еколошка одржливост, а нивото на водата е 76 сантиметри пониско од дозволеното. Во Националниот парк Маврово се случува континуирана нелегална сеча и урбанизација, несоодветно управување и слаб мониторинг, а истото се случува и во националните паркови, како што е Галичица, Пелестер и Шарпланина. Па да ја повторам темата за денеска во Црвена линија. Прашање до сите вас, дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? Тоа е централно главно прашање во денешно издание, и кога сме кај прашањата, секако редовно Црвена линија има и своји анкети во кои што можете да учествувате, особено доколку не заследите на Инстаграм. Профилот што ви треба е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Денешното прашање на Инстаграм стори е: што е најголемата закана за природните богатства во Македонија? Дали под А тоа се климатски фактори, под Б недостаток на свесност кај граѓаните, или пак под В корупција? Кликајте на вашиот одговор на полето кое што го содржи вашиот одговор. Резултатите, како и секогаш, ќе ги сумираме во проценти и ќе ги соопштиме некаде конкретна Црвена линија, поточно по рекламите. А во продолжение ве подсетувам, особено сите вас кои што може би за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, секако ќе ни биде особено драго да го сторите тоа и да дадете одговор на денешното прашање, дали знаеме да се грижиме за природните богатства. 023070005. Тоа е телефонскиот број кој што треба да се заврти за да се учествува во Црвена линија, но и како и што постојано подсетувам, ве замолувам. Штом го завртите телефонскиот број, вклучат од режија, целосно намалете го тонот на ТВ приемникот, за да можеме добро да се слушнеме, што значи јас и вие зборуваме исклучиво телефонски. Па да почнеме со Црвена линија, поточно со вас. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Се јавувам од Кавадарци на линија Бранко. Голем поздрав до вас, господине Бранко. Исто поздрав до вашата емисија и до сите ваши гледачи. Ја би сакал на оваа тема да се обратам за случувањата во мојот регион, во Тиквешијата во Кавадарци, каде што вие во најавата добро кажавте дека кои се национални паркови и природни езера се во лоша состојба. Ја би зборувал за Тиквешкото езеро, кое исто така е во една многу лоша состојба, односно е многу загадено. Тоа визуелно го гледам, затоа што повеќе од 40 години престојувам и се движам по Тиквешкото езеро, и сега загаденоста визуелно се гледа, дали се тоа некои фекали или хемикали. Знаеме дека течението на Црна река собира, така да речам, фекали од пола милион луѓе. Во неја се влева и драгор, а исто така имаме сознание и дека доста хемикали се влеват во Тиквешкото езеро преку драгор и Црна река. И ја пред неколку дена направив еден видео за тоа
Не можам да ви го пратам, али да се види. Еве, јас ќе ви кажам, слободно на Facebook заследете на профилот на Црвена линија и објавате во коментари. Пуштате ни го тој видеоклип, секако ќе сакаме да го покажеме на јавност. Благодарам, Еве, што го споделивте вашето видување со гледачите на Црвена линија и секако ќе потсетам, правилото во Црвена линија е 90 секунди за едно вклучување, но секогаш сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број, за да добиете нови 90 секунди и секако да надополните се оно што сакате да го доискажете. Благодарам уште еднаш за гледачот, така да Еве слободно објавата. Сега ќе ви покажам како изгледаме ние на Facebook. Она што ви треба всушност е да го заследите нашиот профил Црвена линија, тоа е доволно. И секако еве како изгледа Црвена линија на Facebook. Дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? Така да, еве, веќе пристигаат коментари, продолжете, пишувајте, ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи, а еве и гледачот ќе го охрабрам доколку има видеозапис од Теквешкото езеро во каква моментална состојба е, слободно нека го постира како коментар ќе покажеме со гледачите и благодарам уште еднаш за споделеното. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Јас мислам дека ние воопшто не се грижиме за нашите природни богатства што природата ни ги дава. Како прво и прво, не се грижиме за реките. Фрлиме сва и свашта. Не се грижиме за сите, за тие три природни езера што ни ги дава природата. И таму се фрле сва и свашта. Значи, општо земано, ние воопшто не се грижиме за нашата природа и тие природни богатства што ни ги дава. Работата е во тоа што природата после си го зема својот данок. Таа е на едноставен начин му враќа на човеко оноа што е одземано. Али човеко воопшто не е свесен дека тоа се враќа назад. Тоа е како еден бумеранг кој се фрле назад, напред и се враќа назад. Затоа треба да се многу воде сметка дека се фрлат разни ѓубриша, сутови, кои што му текне, дека фрла во реките и во езерата. Значи треба да се воде многу сметка, да има многу инспекции и да се воде сметка за тоа. Затоа оваа година во Охрид туристите ќе бидат намалени, затоа што Охридското езеро е веќе загадено и неговиот жив свет е веќе полууништен. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Подсетувам секој оној кој што сака да се вклучи во денешно издание на Црвена линија, завртете го нашиот број 023070005. Намалете го тонот на ТВ приемникот и секако дадете денес одговор на ова прашање, дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Добар ден. Поштување, госпожа Тина. Поздрав и до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели и жители, граѓани на Република Македонија, не Северна, на Македонија. Дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? Интересно прашање, има 1000 одговори. Не знаеме, ние сме чудо македонскиот народ. Еве, пошто човекот од Каварда ти спомна за неговиот крај, и ја од Скопје ќе спомнам за нашиот крај, за езерото Треска. Знаат скопјаните постара генерација со каква љубов се изгради, со каков мерак се капеат неодели од едниот крај на другиот, од разни градови. И што дозволив на еден господин Блерин Беджети да си игра со Скопје, со Македонија, не викаме Скопје и Македонија. Овие летни горештини со години да не може човек да се искапи. Нели тоа не грижа? Кај е владата од тие кредити да рече, чекај бе, кој си ти да го узурпираш? Пуштите, дај 1 милион и 2, напред таму кампој, напред обнови го. Имамо луѓето на Марс се качија, ние не можеме едно езеро да го направиме. Се грижиме. Све дека нема закон, како што беше од времето на Пиночи, на Франко и на Чаушеску, вака ќе биде в Македонија. Не само во овој сегмент,
и во другите сегменти. Само закон некој диктатор да ни го дотера паметот да го сакаме напред одиме. Биди ми поздравена, све најдобро. Благодарам за вклучувањето и за секако споделеното со оние кои што не следат во овој момент. Да слушаме кои ќе бидат останатите одговори на денешното прашање на Црвена линија, тоа дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, Вам и повелете. на вашата екипа. Вака, ако знаеме, ние нема да биде така ѓубриште по нашите реки и по езера. Ние не сме способни за тие работи, пошто дека ни текне, ние тамо фрламе. Таква чистота никаде го нема, само кај нас. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам ви, велиме и ние. Ве гледате, некои од гледачите се исклучително куси во излагањето, но сосема јасни. Ви подсетувам, пишувате и коментари на Facebook, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија паралелно секојдневно ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. Добар ден! Добро, ние сега во продолжение, додека очекуваме ново вклучување и секако еве и како гледачот кој што се јави, ве охрабруваме слободно нели да споделите доколку во регионот од каде што се јавувате и местото еве сте забележале загадување и секако запуштеност на природните богатства од местото и крајот каде што се јавувате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сум Роме. Роме, ве познавме. Повелете. Вака. Не, да сум ја не знам. Не слушате ли? Добро е, во програма сте. Јас сум Роме од Биџево. Ама ве слушаме, продолжете. Извините, мислете да ме слушате. Сега вака да ви кажам, за загадувањево. Јас учев учителка во Охрид. И тогаш беше добро. А сега само се фрле ѓубришта низ Охридското езеро. А Охрид е град на УНЕСКО. И тука изградите што прават покрај езерото не треба да се прават згради. Тоа е заштитено од УНЕСКО. И една река Сатевска, што се викат, наместо како што врвеше порано низ села, и сега е во езеро се вливат. И го загатуват и Струга, Струшкото езеро. И народов немат никаква култура. Зашто ние сме земја, најубава земја на Балканот, на светот. Само ние сме загадени луѓето. Не, сите сме видови ние сами. Све сврляме, сиот отпад го фрляме в езеро или во реките. И така се загадува се околината. Ние треба да имаме малку памет, да ни дојде во злата паметот, да го изгубиме паметот. Благодарам за вклучувањето. Еден дел од многуте природни богатства на вистина на кои што и треба да сме горди, но и благодарни. А гордоста и благодарноста, мора да признаеме, се изразуваат кога се грижиме за нешто. А најверојатно како тргнуваат работите, се помалку најверојатно има и грижа за богатството од природни обележја, можности за секој еден од нас навистина да ужива во оваа преубава земја. Она што последно меѓу низата нели проблеми со кои што се соочуваме, како што и опомената од УНЕСКО за Охридското езеро, особено можеби најалармантна е состојбата во моментот со Преспанското езеро. Ако се направи една паралела по тоа како изгледало Преспанско некогаш, еве погледнете како изгледа денес, така да е Преспанското езеро како едно од најстарите и највредните природни богатства на Балканот се соочува во моментот со сериозна еколошка криза. Според најновите податоци, нивото на езерото е намалено за 55 сантиметри во споредба со минатата година, што представува загуба од 120 милиони кубни метри вода, двојно повеќе од годишниот просек. Па денес Црвена линија ве прашува сите вас, дали знаеме да се грижиме за она што го имаме, поточно за нашите природни богатства. Добар ден. Добар ден.
Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Ве намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Нема проблем. Затоа не можеме добро да се слушнеме. Добро. Се слушаме сега. Да, повелете. Дака, јас мислам дека воопшто не се грижиме на нашите природни богатства. Пред 4 или 5 години имаше предпријатие кое со своја надоплата, нели, одевме и шетавме по градовите и по природните убавини на Македонија. Бев презадоволна и видов многу убави места за кои само сум слушала или сум читала. Меѓутоа сега тоа го нема. И јас сакам да одам пример на куклици да ги видам, нема превоз. Сакам да отидам во Прилеп на некој манастир што се нели декларираат, што се рекламираат, или на некое езеро вештачко природно, немаме превоз. А имаме преубави работи. Да се надополнам. А пред некој ден на езерото Трешка бев личен сведок, кај што се тргуваше со зелка. Трактори, доаѓаа неколку трактори наполнете со зелка, камион од Молдавија стои тука, пречекува и комбе од Струница. Тука се води трговија, а никој не мисли на езерото. Сум работела, сум го почитувала тоа езеро, ми фали. Исто како и базентот во Сарај. Благодарам многу за споделеното и секако за учеството во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро, еве една напомена, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, верувам дека ќе имаме и такви. Не заборавајте повртењето на бројот 023070005 целосно веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот. Ете, пред малку можевме да видиме, ќе имате чувство дека не сте вклучени и нема добро да се слушнеме. Од тие причини. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Тина, едно директно прашање. Дали кај нас постои Министерство за животна средина? Постои сега. Ако мислите дали постои, вака постои. Колку во него има вработени личности? Продолжете. Зашто се они тамо? Значи, луѓето што треба да ја работат, основната работа не ја работат. Јас и ти, кога ќе отидеме некаде на планина, и кога ќе си го собереме тоа што сме јаделе и пиеле, и го фрлиме во првиот контейнер, ние не сме направиле ништо лошо, така? Каде е размислувањето? Што го спомнавте сега пред Спанското езеро. Имав среќа 79-та година, имам 57 години, 79-та година бев во Мите Богоевски, со многу деца, како буквално на одмор, кога езерото личеше како езеро. Каде е достоинството и човечноста на сите тие што работат во Министерството за што е адекватно за таа работа да повлече, да го реши тој проблем. Јас и ти и овие сите пензионери што вас ви се јавуваат, до утре са бајле ке збориме, не вреди. Кога е труло дрвото у корен, не може да расне, нема среќа. Јас ќе ви кажам дека секој збор што ќе го споделите со црвена линија и те како вреди. Црвена линија постои токму тука и се слуша она што го споделуваат граѓаните. Секако во црвена линија кога учествувате повеќе сте граѓанин отколку гледач, што значи и оние кои што треба да слушнат и да допре до нив и како следат и слушаат. Така да немојте секако да се обесхрабрувате или да го обезвреднувате вашето учество во црвена линија. Благодарам многу, не значеше што ве имаме и секако продолжете и понатаму и да гледате и да зборувате, да бидеме гласни. А еве и во продолжение да слушнеме дали воопшто знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Добар ден. Здраво. Здраво. Вика, дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? Не. Не. Апсолутно. Значи, као прво,
ете Преспанско езеро го спомнавте и Охридско езеро го чека катастрофа. Нема да мислите дека ќе кутули Охридсково. Дојранско веќе и оне у катастрофална состојба. Има огромен дел заслугата што кога се правила делбата на тие парчињата од Македонија што ги доделувале на комшиите, морало да лапнат по некое парче од езерата да не биде, да речеме, исцело наше. И сега цехот на тоа го плаќаме со тоа што они, нашите ни мили и драги комши, бездушно го исцедуваат и Преспанско, и Охридско, и Дојранско езерата, значи бадат за нивите да си ги наводнуваат, посевите да им напредуваат. Тоа е еден од најголемите разлози зашто секнуваат езерава кај нас. Втора работа, сите извори што влегуваат у Преспанско, у Дојранско, ова се претежно со каптажи заробена водата наместо да иде у езеро, иде у некои приватни таму рибници или чуда, за да си ги рани рибите тој што си ги лапнал со благослов на државата. Има уште многу да зборам за ајдуклуци тука што се прават. Поздрав, пријатно. Благодарам за оно што го кажавте во црвена линија, што споделивте со огледачите кои се вашите одговори на денешното прашање на црвена линија. Дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства? А сега кои за гледачите кои што ќе се вклучат во живо, ќе го споделиме и ова прашање, кое е денес анкетно. Можете да го одговорите на Инстаграм, поточно на нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија, а тоа е што е најголемата закана еве според вас за природните богатства во Македонија? Дали тоа може би се климатските фактори, дали е тоа недостатокот на свесност кај граѓаните или може би корупција? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Голем поздрав до вас. Повелете. Јас можам да кажам дека граѓаните знаат да се грижат за природните богатства. Но државата, односно државата ја водат партиите тие не знаат да се грижат, односно тие луѓе што се поставени од нив, така да има доста профитери за лично богатење, се уништува цело природно и културно наследство. Еве исто јас спомна во вашата емисија за плажата Извиднички, каде што од прошлата година до оваа година, да не речеме пола уништена. Како? Таа песка што е тука, песок, ситна, од едната страна плажата, ја префрлиле од другата страна, каде што има направено неколку таму лимени објекти, лимени бараки, кои што ги издаваат преку Фејсбук по 50 евра од вечер, а од другата страна каде што имаше посадено, да речиме, жални врби кои што се стари преку 50 години, дел од нив се некои пресечени и некои се исушени. Сега, за една група или 5-6 луѓе да се богатат, страдаат одредена група. Сега, граѓаните се грижат, дали институциите се слаби. Благодарам многу за споделеното. Сега е веќе време да се префрлиме на Фејсбук. Пристигаат многу коментари, продолжете, пишувајте, тоа е активно учество во Црвена линија. Ке почнеме со коментарот на господинот Абдула Закири. Еве што напиша на прашањето дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Абдула напиша, зошто нашинците кога одат во Швајцарија се грижат за природата, затоа што таму мораат има закони и контрола на секој квадрат. Не му даваат можност да мисли, кај нас државата не функционира или самата држава им дава можност. Се мисли на тоа да не се грижат, односно лошо да ги третираат природните богатства. Благодарам многу, господин Абдула, продолжете да не следите ако не следите од вашиот дом. Добар ден. Добар ден, убав ден. Ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам. Прво треба да издвоиме што се природни богатства. За мене прво се, значи, планините, шумите, езерата, реките, рудните богатства, историските знаменитости, се што се е старо ископано од земја, се што е на земјата е со друга посебна вредност
Значи, се што имаме, се е тоа богатство природно, кое што не може сега да, тоа е некогаш направено, створено и треба да се грижиме, што се вика, и со душа, и со срце, бидејќи ние, да речем, ради тие богатства, туристите доаѓаат тука. Никој не иде во мојот Охрид да ме види мене или да се капи во езерото. Вика каде е калето, каде е плавошник, каде е амфитеатар, каде е Света Софија, куќата на Роберси, да не ги бројам сите тие наши историски знаменитости од било каква природа, секој сака да ги види, да ги слика и кога ќе се врати назад, тоа што видел, што чул, значи да го пренесе на други. А со тоа фактички најдобрата реклама за нашата земја, за нашите богатства, значи е устното пренесување, значи што видел, што има во некоја земја. Ние не знаеме тоа да го чуваме и ние, значи, што се вика со подбит го гледаме и баш ни е гајле дали ќе пропадне. Благодарам многу за споделеното со гледачите, се разбира, на Црвена линија. Ние продолжуваме и со вас во живо, но секако и со коментари на Facebook. Ајде да видиме дали имаме прво некој на линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Имате добра поставена тема. Тоа многу ми е јасно како треба да се однесуваме и што треба да правиме. Ако се подсетиме како треба да се заштитат природните богатства, многу е јасно. Само казнени одредби за овој народ. Да се подсетиме западните земји, да ги спомнам, дали Германија, Франција, Англија, Холандија и така натаму, како се одржуваат природните богатства. Со казнени одредби. Високи казни имаат невидено за неподчитување за природните богатства. Ако кај нас се воведат такви казни, например, се најде некој кој што фрла шут или било каков отпаден материјал, да му се одземе возилото и ригорозна казна, најмалку 5 години затвор. Така и за шумите, така за се. Значи, а тогаш ќе тргнам пословицата, мислам, ќе потенцирам пословицата, стравот лозјето го чува. Така ли? Еве зошто нема казни тогаш, како што има и во Швајцарија, како што спомна господинот Абдул, еве и вие велите во другите земји. Зошто тогаш не постојат казни за загадување? Не постојат кај нас казни, не постојат. Никакви. Дали за пожарите сега што се случува, дали за фрлање на шут и така натаму. Добро, благодарам многу за учеството и секако за одговорите на денешното прашање. Продолжуваме понатаму, еве уште еден коментар на господинот Благоја Петровски. Дали може да го покажеме коментарот? Еве, Благоја Петровски напиша: повеќе од 2/3 недостаток на свесност кај граѓаните и корупција, а помалку од 1/3 климатски фактори. Практично Благој даде одговор на денешното анкетно прашање на Црвена линија, а тоа е што е најголемата закона за природните богатства во Македонија. Под А климатски фактори, под Б недостаток на свесност кај граѓаните или под В корупцијата. Благодарам многу и вам, господине Благоја. Продолжете, пишувајте коментари, давајте одговори на прашањето дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден. Според мене, дел народ и дел, да речеме, политичари или вработени во институции си ја сакаат Македонија, почитуваат се наше македонско и ги сакаат нашите природни, па и да речеме и културни, верски богатства. Но имаш дел народ кој нема чувство за наша македонска држава. 35 години секој ден само плукаат по мајка Македонија, ја мразат, ја плукаат, ја предаваат, ја обезличуваат. Сад тоа е разликата. Едните патриоти со љубов кон Македонија, другите со омраза кон предавничко однесување и уништување на се наше. Се сеќавам и таму некаде при крај на СФРЈ, Дојранско езеро со одлука и одобрување на Белград, без да ја праша Македонија, им дозволија на брачата им Грци максимално да го искористуваат наше Дојранско езеро. И тоа скоро пресуши.
дојде, фала Богу, Груевски, наш добар политичар. Вака сега, господине Тале, гледачите рекоа дека треба да има ригорозни казни. Еве, и сигурно во Прилеп гледате како се фрла некаде шут, се создава депонија. Ама ми тече времето. Тогаш да поентираме и да не политизираме. Ама јас види, зошто рече го е толку штетно да пофалиш човек кој го спасил Дојранско езеро? Оти толку штетно, опасно е, заразно е. Ако го пофалам Груевски дека го спаси Дојранско езеро? Оти се такви луѓе. Вака сега, јас верувам дека вие сте повеќе сконцентрирани на поранешниот премиер Груевски отколку на темата. И ќе ве замолам, следниот пат, кога ќе се вклучите во Црвена линија, сакам да ми дадете одговор ваш личен како граѓанин. Бидејќи сите ние, во сите овие 30 години, горе-долу, постојано се повторуваат овие теми. Сега веќе во последно време, навистина, како што е случајот со Преспанско езеро, бидејќи ова приказна не е од оваа година, работата, например, станува алармантна. Се почесто гледаме создавање на депонии, фрлање на шут кој каде ќе му дојде на ум. Дали е тоа во река, на планина, се подпалуваат еве шумите кои што се белите дробови на една земја. Така да, ве молам, сакам како граѓани да дадете одговор прво зошто дали е тоа немање свест, дали е повеќе корупција во прашање, дали можеби од климатските фактори се ова ни се случува и каде го гледате решението. Затоа ве молам, знае добро господинот Тале на што мислиме и секогаш е добре дојден, но во Црвена линија како граѓанин. Добар ден. Ало, месие. Мислите, мадам, месие... Дали ќе дојдам наред, господине? Добар ден. Јас не сум господин, не знам, ви личам ли на господин. Добар ден. Па добар ден. Може ли да ме уклучите мене? Ама вие не сте го намалиле тонот на телевизорот, затоа мислите дека не сте вклучени. Господо, кај мене е намален, таму кај не ви, кај мене на... Па ние ве слушаме. Повелете. Еве што се случува, инаку имаме можност и од овде да слушнеме кога телевизорот не е намален. Ќе го охрабрам господинот и подсетам повторно да го заврти нашиот број 02307 005 и секако да се намали што поскоро тонот на ТВ приемникот. За да немате чувство дека не сме ве вклучили, а ние веќе со нетрпение ве очекуваме и слушаме. Добар ден. Ало. Повелете, во Црвена линија сте. Добар ден, Црвена линија. Ви посакувам убав ден. Исто? Се јавувам од Битола. Па еве Битола, Пелистери, Пелистерските очи. Каква е состојбата? Да, нашите бели дробови на нашиот град. Видете, проблемот е првин во домашното воспитување, потоа во законодавството. Треба да се донесат стриктни закони. За фрлање на шут, за фрлање на ѓубре, по улица, на планина, било каде да се оди. Значи, основно е да има казни. Многу добро рече предходниот гледач, дека основно нешто е казната. Кога ќе го казниш ти човек што фрла ѓубре, нема да му текне уште еднаш да фрли ѓубре. Бас вчера читав еден надпис на Апла, комуналец го миел широк сокак. Па јас да ви кажам, прв пат слушам дека широк сокак се мие. Треба сите улици да се мијат. Секоја вечер. Исто така, треба и планините, нашите природни богатства, да се зачувуваат. Како ќе се постигне тоа? Со домашно воспитување, да си ги воспитаме децата, како ја што сум воспитана, што си го прибирам ѓубрето во најлонче, а исто така и државата да превземи законски мерки, да се казнува секој што ќе фрла шут. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и секако нема да изоставиме да ги поздравиме битолчани кои што не гледаат во овој момент преку вас, со оглед на тоа што еве драго нешто споделивте каква е состојбата таму, со оглед на тоа што секако секој од нас знае дека Битола Пелистер била дестинација на која што сме се радувале од деца, бидејќи таква убавина, вклучувајќи ги езерата Пелистерски очи, е нешто во кое што сме имале можности да уживаме, дали е тоа лете и зиме. Но во последно време се добива впечаток дека апсолутно некако сме индиферентни како земја кон она со што сме дарувани, а тоа е безброј природни богатства.
Па зошто е тоа така, еве? Дали мислите дека доволно знаеме да се грижиме за оно што го поседуваме? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Па ја од господјата обратно мислам. Прво е државата крива. Државата воопшто не се грижи за природните богатства. Например, нас природно богатство ни е Преспа. Не е народот крив што е Преспанско езеро се намалува. И тоа драстично. Или другите езера што се вештачки, не е народот крив што се намалува. Или не е народот крив. Например, јас живеам у Скопје, ќе отидам у парк. Што не можеш тоалет да најдеш. Не сум ја крив. Или корпа за отпадоци не можеш да најдеш. Државата е крива. Државата сака, како да сака да се уништи Македонија. Ние исто планини имаме загадени, имаме реки загадени, пошто јас сум рибар, Тина, порано фаќав многу риби на Бабуна, на Тополка, на Кадина река, на Треска. Сега нема воопшто кај да идам да фаќам пастровки. Нема више пастровки, истребена. Тоа е благодарение на државата. Например, иде многу македонски брод и по Трескалове фрил. Не можеш да најдеш контейнер да фрлиш отпадот тоа. Кеса, контейнер не можеш. Што значи, народот уопште не го овако набедувам дека е он крив. Или што стојат нашите џубриња кои ги фрламе пред контейнер кои ќе се напунат исто. Благодарам многу за вклучувањето и секако за одговорите денес во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Па доста пати е спомната Преспа. Преспа не зависи од луѓето. Преспа зависи она што се случува во Преспа е резултат на глобалното затоплување. Немаме падавини, немаме ништо. Преспа претежно се напојува со вода од речи го од Пелистер, од масивот Баба, Пелистер уствари и Галичица. Така да немаме снег, немаме тие работи, немаме снежни години и нормално нема вода, тоа нема што да се топи, нема прилив езерото. Дојранското езеро се реши еден проблем, тој покрај Лопалуков успеа и да направи некое решение за Дојранското езеро. Значи ги не знам, на ѓавато тамо и некои бунари. Со некои бунари го реши проблемот. Меѓутоа, сега кога повторно треба да се интервенира на Дојранското езеро, бунарите едноставно опремата во бунарите ја нема, каналите исто така се изурнати, разрушени, така да многу тешко ќе може тоа е веќе човечки фактор. Благодарам за вклучувањето и секако за одговорите. А ние продолжуваме понатаму и со коментари и еве ќе продолжиме со коментарот на Билјана Димитриевска. Еве што напиша: природата плаче и се витка грчовито каде сушата, каде пожар, каде ѓубришта. Точно дека не ја сакаме својата земја, да ја сакавме, ќе ја чистевме и ќе ја чувавме. Многу жално, мајко Македонијо, колку ли не те сакаме. Благодарам, Билјана, за коментарот и активното учество. Па еве, ја сакаме ли нашата земја, нашите природни убавини, дали доволно се грижиме за нив? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Вака сега. Еден беше Швајцарија се грижи за секој квадрат што има таму земјиште, богатство и така натака. Значи државата се грижи. А кај нас за секој квадрат мафијата се грижи. Тоа што ја одговара, дали е земја, дали е вода, мафијата го користи. А тоа што ни одговара нека се пусти.
нека се зглотува, нека се пали, нека ово, тоа што не го сметат како такво. Нешто за езера разборуваат. Па знаат ли Преспанскиот договор што го подпиша овие издајници, се сеќаваат ли како го испушта езерото? Охридското езеро како се испушта тамо на кај Албанија. Се исцрпуваат езера наши од комшите, а не како досега никогаш не се испразниле, сега. Затоа што цела Европа не празни со се, со закони, со вода, со начин на живење. Од се и се што не празнат, за се и се што не ме штитат. Цела Европа навртена против нас. Чекайте, сакате да ми кажете за тоа што има депони, се фрла шут секаде, се загадуваат природните убавени, Европа е виновна? Па кај се казните? Овие внатрешни издајници и не им одговара да се чисти то? Добро, благодарам за учеството и за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Верувам дека се слушаме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, прашувате за природните богатства, дали се грижиме уопште. Зошто е тоа така според вас? Зошто е? Затоа што немаме свест, не знаеме да го цениме тоа што го имаме. Затоа што немаме свест. Не знаеме да го чуваме тоа. Погледнете, пред лани изгоре целата Малешевија до Кочани, куќите ќе се запале. Тоа е не грижа. Намерно се пале, намерно се, како може се каси уврво каде што има да го натерате тамо за пари, нема да отиде догоре да заврши некоја работа, ама и да иде да направи, да запале, тога и може да се запале, може да отиде таму. Каде што не преодно, што не може и животните да се мушнат само кои што не треба. Тамо палат кај, па во е стварно, не знам како да стванеме тоа. Дали нешто се чува, споменици уништени, шеркани по Скопје, срамно за гледање, не само Скопје, секаде. Прво потекнато од премиерот што ги бришеше спомениците, борците, па после продолжиш акциите, па продолжи спомениците други, па и да се уништува природата. Погледнете, само едно ќе прашам, каде се луѓето да прашат? Имаме многу закани, ние нема да се контролираме што ќе правиме, затоа што владата била нелегитимна. Сега да прашам, камо некај Дебар, камо кај Тетово, камо кај Гостивар, камо Шарпанина, каде се тие? Зашто тамо нема пожари ни една година? Благодарам за учеството, благодарам за одговорите. Повторно се префрламе на Фейсбук на прашањето дали знаеме да се грижиме за нашите природни богатства. Светлана Андреева, еве што напиша. Поголем дел од луѓето за жал немаат совест, не почитуваат ниту пишан, ниту кажан збор. Секако тука е и пропуст на воспитување во првите 7 години. Срамота ова што се случува во нашата држава. Што гледаат странците кога доаѓаат, мене просто ми е срам кога ќе налетам на групи. Тие шетаат покрај кеј, по мостовите, а Вардар за грев што се плива во него. Значи казни луѓе, јаки казни, само тоа може да го памети овој народ. Не ми е јасно како тоа функционира во Германија, Шведска, Сингапур, а кај нас не може, за грев сме, значи поздрав Тина. Благодарам многу Светлана за учеството и за одговорите на денешното прашање. Црвена линија понатаму продолжува и ве прашува, еве дали доволно си ја сакаме нашата земја, дали доволно се грижиме за природните богатства за кои што верувајте голем дел луѓе од надвор понекогаш и не завидуваат. Имаме можност навистина да имаме прекрасна земја и прекрасни можности, природни убавини, што се не. Па се грижиме ли доволно и ако не, зошто не? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Прв пат се јавувам и да ви кажам дека луѓето се добри, не фрла така ѓубре, ама јас се јавувам од Крушевска општина, од село Бучин. Многу ми беше жалко ќе видев тракторите полни со ѓубре, како фрла тоа. Ама после па си размислив јас, а кај ќе го фрлат овие луѓето ѓубрето, кога градошалникот Крушево ни канта му дава, ни ништо.
Ајде, кажете ми вие. Кај да го фрлат тие тоа ѓубре? Да слушаме, продолжете. А еве во однос на природните богатства, како и реките, имаме ситуација која што е алармантна со Преспанско езеро. Охрид му се прогледан из прсти оваа година од страна на УНЕСКО, па еве, зошто е тоа така? На сите така му се прогледува. И кај нас, ете подобранци летат од Крушево, летат и паѓа во Бучи, Ивањевци, Трновци, селата се он, и кој ќе рипни на некој ѓубриштен куп. Тука што правим, ајде. И на странци, еве Крушево сега има подобранци лета, параглајци, како вика. Исклучително атрактивен регион за параглайдерство. Да. Што треба да се превземе ние да почнеме да се грижиме за она што ни го дала природата? Ние не можеме, ви кажав ја, тој градоначалникот од Крушево треба да си дојси корпи, континери, ѓаволи, врази во... Така, благодарам многу и драго ни е што за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Поздрав до сите вас кои што не следите од преубавото Крушево и секако верувам еве до гледачот дека нема да биде и последен пат со негово учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Ниту доволно се грижиме, ниту посебно, ниту институционално. Прво. Второ, причина е и еколошката катастрофа, да речем, сушата, конкретно за езерата. Па и невремење, општо, на глобално ниво, промена на климатските промени. Меѓутоа, градоначалникот не треба да ни купи канти. Ние во Кисела вода си купивме сами канти. Такви проблеми со депонии се решаваат на регионално ниво. Мислам, не може еден градоначалник да го реши тој проблем. Тоа што дава општина ќе го донесеме во другата ѓубрето. Тој купил канти или направил депонија. Нели имаме ние Министерство за екологија, Министерство за животна средина, каде се тие? Значи институциите не функционираат. Казните, значи нема казни. Тука е проблемот. И нема решение. Ако еден регион донел решение како треба да се одржава тој регион со ѓубрето или еве со езеро, тако збориме, не може една општина да го реши проблемот за Преспанско езеро. Сигурно поише општини ќе бидат засегнати. Значи, кај нас нема институционална соработка како за ништо друго, така и за заштита на природното богатство. Еве и пожарите, не е тој во една општина, пожарот може да биде и во општина Сопиште и во Кисела вода. Значи, глобално и како територија треба да се работи. Институциите не работат, само се инатат вработените и гледаат за партиски поени. Благодарам за учеството и одговорите во Црвена линија. Ево уште еден коментар на Александар Стојановски. Напиша: грижата за природата е наша одговорност. Треба да ја чуваме водата чиста, да ги штитиме шумите и да ги зачуваме животните кои живеат во нив. Отпадот треба да го одложуваме на правилен начин и да се трудиме да го намалиме. Со помали секојдневни навики, како штедење вода и енергија, можеме да направиме голема разлика. Благодарам, Александар. Време е да ги погледнеме рекламите, а додека траат рекламите, се уште имате време да кликнете на вашиот одговор на Инстаграм анкетата на Црвена линија. По рекламите да ги сообштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. На прашањето што е најголема закана за природните богатства во Македонија, под А климатски фактори одговорија 15%, под Б недостаток на свесност кај граѓаните 62%, под В корупција 23%. Благодарам уште еднаш и за ова денешно издание на Црвена линија. Утре нов предизвик, нова тема. Кликајте на telma.com.mk, информирајте се таму и не го менувајте каналот, следува Да се кажеме со Горан Петровски.